важен ден за нас секако. Некаде пред година и половина имавме еден многу убав настан неколку објекти подоле, кога го најавивме фактички отварањето на деловно-технолошкиот акцелератор, кој што е еден од проектите на Фондот за инновации и технолошки развој, што го работиме со Светската банка заедно и кој што беше зачеток на практичен чекор, прв кон реализација на концептот на научно-технолошки парк во Скопје. Ова е вториот практичен чекор. Како што гледате, не одиме со физичка инфраструктура, значи не се многу важни убавите градби, убавите фасади или убавите во наводници, многу е поважно содржината. Значи во деловно-технолошкиот акцелератор веќе имаме програми што се случуваат во рамки на јавниот повик, односно инструментот за иновацијски ваучери. Од денеска почнуваме реализација на 34 проекти, каде што директно соработуваат домашни компании и високообразовни институции, државни, од Република Северна Македонија. Спомена професорот Данев дека и во досегашното портфолио на Фондот за инновации и технолошки развој со овие проекти веќе некаде над 550 вкупно, развиени во изминативе 3 години. Имаме голем број на проекти каде што имаме соработка на домашните компании со академската заедница, меѓутоа таа соработка не е институционализирана. Се работи на индивидуална основа, без целосно и системско вклучување на факултетите. Она што е многу важно е што овој инструмент фактички директно ги насочува средствата од државата за економски раст кон универзитетите. Значи, универзитетите ќе можат да располагаат со овие средства, секако да надоместат дел од трошоците што ќе бидат потребни за реализација на овие проекти, меѓутоа се надам дека дел од средствата ќе завршат и во набавка на нови лаборатории, дополнително ангажирање и стручно усовршување на кадрот кој што го имате, така што покрај напорите на Министерството за образование и наука, ова ќе биде уште дополнителен поттик за развивање на научно-истражувачката дејност во нашата држава. Неколку податоци за самиот јавен повик. Марија, претеравме со слайдовите и да се вратиме на вториот. Таман. Значи, јавен повик отворен на 1 октомври, веќе на 14 беше затворен. Принципот прв дојден, прв услужен, прв пат го воведуваме во работењето на фондот. Можам да кажам дека имавме одличен одек. Вкупниот износ на средства, бидејќи сепак станува збор за пилот проект, одевме со малку по наводници скромна сума од 15 милиони денари, имајќи предвид дека првиот обид беше повеќе од успешен, најдовме на повеќе од голем апетит за користење на средства и во академската заедница и во деловниот сектор. Можам само од ова место да најавам дека нов повик и нови повици во овој дејност секако ќе следат и понатаму. Во делот на аналитиката по статусот на апликацијата, 71 проекти стигнаа до комисијата, во која што покрај фондот учествува и колеги од Министерството за образование и наука, на кои што секако им благодариме. 55 влегува во фаза на разгледување, 16 беа неподобни од различни причини, од кои што 34 се одобрени, повторно кажам, по принципот прв дојден, прв условен, че немаше посебна процедура на оценување. Принципот подразбира дека сите оние кои што ќе изразат подготвеност и ќе бидат подобни согласно критериумите кои што се доставени, фактички добиваат средства, односно добиваат можност за реализација на проектот. Она што сакам повторно го потенцираме дека средствата не завршуваат во домашните компании, тие добиваат услуга, средствата се исплаќаат на државните високообразовни институции. 34 проекти почнуваме од денеска. Она што е многу важно е што од овие 55 кои што беа разгледувани, че оние 9, односно колку се? 21 фактички кои што кои што не влегуваат во првата бројка, се на листа за чекање, повторно кажам заради принципот прв дојден, прв услужен, веќе на следниот јавен повик по приоритет ќе бидат прво разгледувани тие, па потоа сите други што ќе пристигнат на тој јавен повик, така што и тие кои што седнале, подготвиле, меѓутоа нешто подоцна доставиле проектни апликации, ќе имаат можност веќе со следниот јавен повик овие своји активности да ги реализираат. Важен слайд и важен податок, повторно, како и за сите јавни повици, што исклучително многу ме радува, значи имаме доста голем процент на нови корисници. Значи покривува 510
до денеска тековни проекти кои што фондот ги реализира. На семејството фактички на фондот додаваме 21 нов корисник. 13 од овие 34 се проекти кои што ги реализираат постојни корисници на средства на фондот. Тоа значи дека повторно имаме голем број на нови субјекти кои што се приклучуваат кон програмите на фондот и користат средства. Од аспект на структурата на апликантите, познат податок секогаш, значи доминираат микрото, 16, 15 се мали и само 3 се средни предпријатија кои што фактички ќе бидат корисници на услугите од државните високообразовни институции. Важно е што имаме во рамки на овие 34, 24 се стартап компании. Како стартап дефинираме компанија која што не е постара од 6 години, со годишен приход не поголем од 1 милион евра. Останатите се компании кои што екзистираат на пазарот полувременски период и по останатите критериуми ги надминуваат тоа што го споменав сега. Во делот на индустриите, повторно имаме статистика која што не е за изненадување во однос на останатите јавни повици, значи доминантно учество на технологијата, значи технологија и IT, не знам по кои критериум ги делим, искрен да видам, меѓутоа нека биде така, значи по 6 градежништво, енергетика, електроника и така натаму и така натаму. Фактички како што гледате сме успеале да поттикнеме и останати дејности, односно сектори да може да се вклучат и да реализираат проекти во овој сегмент. Она што е интересно првпат, бидејќи кај другите програми немаме ваква статистика, аналитика според добавувач на услугата и аналитика според износни иновацијски ваучери. Веројатно очекувано, УКИМ доминира во овие 34, че 23 проекти ќе одат фактички со реализација на факултетите во рамки на Универзитет Свети Кирил и Методий Скопје. Штипскиот 26%, Битолскиот 2%, за жал Тетовскиот нема, колку што знам јас, доставено воопшто, односно немаше предложена апликација, тоа значи дека во наредниот период ќе треба да поработиме малку за мобилизирање, да кажеме, на академската заедница и во тој дел. Од аспект на средства, 10.7 милиони денари завршуваат кај УКИМ, 2.5, 2.6 скоро Гоцеделчев Штип и нешто помалку од милион денари Универзитет Свети Климент Охридски во Битол. Инаку сакам да потсетам дека додека траеше јавниот повик, односно најавата за јавниот повик, имавме месец дена пред да се објави јавниот повик и најава за сите заинтересирани, се одржа и повеќе инфосеси на државните универзитети, каде што имаше значително учество и интерес од страна на академската заедница и на домашните фирми, така што самиот факт што јавниот повик траеше релативно кратко, се исцрпи квотата многу брзо, говори дека интересот е тука и постои. Аналитика од аспект на факултетите, нашите домаќини доста успешни, заедно со ФЕИД, Градежниот факултет, ПМФ, ФИНКИ и така натаму, од Скопските, радува кај Штипскиот земјоделски, значи имаме техничко-технолошки и природни и технички науки по 3, кај Битолскиот очекувано ФИКТ и Техничкиот факултет по една проектна апликација. Она што е на последниот слайд, како што веќе споменав, значи работиме на изработка на нов инструмент, значи покрај овој каде што фактички имаме институционално спојување на академската заедница со деловниот сектор, значи ќе се вратиме чекор назад, повторно во соработка со Министерството за образование и наука, грантови истражувачки по моделот кој што го имаат европските земји, тоа исто така ќе биде новина која што ќе оведеме, која што би требало профункционира во рамки на концептот на научно-технолошкиот парк во Скопје, секако втор циклус на иновацијски ваучери, ќе дадеме можност неколку месеци на постојниве проекти да ги покажат првите резултати пред да излеземе со нов повик, меѓутоа она што сакам да го најавам секако дека ваков тип на иницијативи каде што ќе ја поттикнеме, односно ќе ја разбудиме научно-истражувачката дејност во рамки на универзитетот, иако постои. Повторно споменам дека голем број на професори се активно ангажирани на проектите што ги реализира фондот, меѓутоа тоа е на индивидуална основа. Сега зборуваме за системско решение кое што ќе се влезе во официјалната статистика
и реално државата ќе ја стави на ранг листата онаму каде што припаѓа. Значи не на дното, него реално според бројките кои што ги реализираме, барем некаде кон средината. Така што следете не секако, повторно кажувам, во соработка со Министерството за образование и наука, дополнителен нов сет на мерки кои што ќе бидат насочени токму кон универзитетската фела и како поцелосно се вклучи во економскиот развој на државата.